Вице-премиере, добро вечер. Во Вашингтон сте во време на големи турбуленции на глобалните пазари. Како ќе се одрази актуелната финансиска криза врз Македонија? Несомнено, ова се историски времења за финансискиот свет од аспект на големината на предизвикот пред кој што се наоѓа и од аспект на потребата од координација за да се најдат решенија за вака сериозна финансиска криза. Секако и Македонија нормално будно следи што се случува и внимава на тоа на кој начин се развива финансиската криза и колку во сегментите каде што Македонија може да биде загрозена, во оваа ситуација може да се преземат одредени действија. Значајно е што македонскиот банкарски систем е доста стабилен и не се подпира на многу на позајмици од странство, туку повеќе го има сопствениот потенцијал креирано врз база на депозити на граѓаните и на предпријатијата, така да тоа помага да помалку се чувствува кризата кај нашите банки. Во екот на финансиската криза, какви гаранции дава македонската влада за штедните влогови на обичниот граѓанин? Има ли простор за стравување? Па јас како што објаснив, во Македонија имаме доста висок праг на заштита на депозитите на граѓаните, значи споредено со некои други земји, така да во прва фаза нема да има реакции и логично би било да врз основа на нашите анализи да македонските банки да можат сами да поминат низ овие времиња. Се разбира, ние како влада и монетарните власти сме спремни доколку е потребно да реагираме, меѓутоа засега индикаторите се дека нема никаква потреба, дека стабилноста и сигурноста на македонскиот банкарски систем е на високо ниво и во основа банките имаат доволно потенцијал собствен за да ги покријат сите штедни влогови. Во Вашингтон се одржа Генералното собрание на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка, чии председаваш сте годинава. Каква е пораката за Македонија? Македонија имаше голема привилегија и чест да, како една мала земја, добие можност да председава со највисокото собрание на ММФ и Светска банка, значи да меѓу стотици инвеститори, банкари, финансиери и политички влијателни луѓе се подигне профилот на Македонија, да се види дека во Македонија се случуваат позитивни работи, да се зборува за Македонија како реформатор, еден од најдобрите во светот. Сето тоа се придобивки кои што ни беа возможени со председателствувањето на Македонија со годишното собрание. Секако ние искористивме таа можност да ја афирмираме сопствената земја, да лобираме за Македонија и за да побараме и посилна финансиска поддршка од двете институции во иднина за реализација на капитални проекти во делот на инфраструктурата претежно. Дали се гледате како председателски кандидат на следните избори во Македонија? Па јас се гледам како вице-премиер за економски прашања со предизвик македонската економија да расте и натака и да помогнеме да се подобри стандардот на граѓаните. Благодарам. Благодарам исто.